И бројката која ја гледам на вага и тоа што го гледам во огледало не се совпаѓа. Јас почнам да испитувам, да истражувам што се случува со мене, со моето тело, зашто се зголемува толку килажата. И првите испитувања покажуваат дека јас имам инсулинска резистенција, се појавиле тумори или чворови на тероидната жлезда, бубрегот ми е поместен на десната страна, поради тоа сало што било обвиено околу него, немал простор најверојатно, па се поместил на десната страна. Тоа се првите проблеми со кои јас се соочив и кои почнав да ги лекувам. Имам последици нормално од таа килажа, моите зглобови, кичмата се трајно оштетени, мислам дека нема назад, затоа што таа килажа што ја носела моите коски, многу им наштетила, веќе се изронети. Дебелината сама по себе не носи проблеми само кога си во таа состојба, него носи проблеми и после тоа. Не е само да се ослабне, јас се ослабнав и сега имам вишок кожа на мене и бројката која ја гледам на вага и тоа што го гледам во огледало не се совпаѓа. Јас имам вишок кожа која сега понатаму ми представа пак проблем. Во летните денови кога има многу сонце, кога се зноиме, нели, тука се отвараат рани, тука кожата се воспалува. Јас дебелината не ја стекнав преку ноќе, јас од нејзе се родив, тоа не беше мој личен избор. Круг на поддршка за тежината да стане полесна.